Штип, градот под Исарот, денес одбележува 72 години од денот на ослободувањето 8 ноември. Прославата започна со полагање на цвеќе на споменикот на револуцијата на Исарот, а продолжи со свечена седница на која беа доделени традиционалната награда 8 ноември и признанијата 8 ноември. На свечената седница градоначалникот на Штип Илчо Захариев потенцираше дека слободата на Штип е натопена со крв на многу луѓе кои ги дадоа своите животи во народно-ослободителната војна. Се поставува прашањето дали ги исполнивме идеалите на сите оние млади на 18, 19, 20 години кои замина во партизани, кои направија возвишен чин, го жртваа својот живот, слободата на оваа држава, и дали овие 72 години слободен Штип и слободна Република Македонија го правда сето она што го има како желба за социјална правда, за образование, здравство, писменост, развој, економски раст. Мислам дека ги оправдавме нивните очекувања. Ако 1944 година ние Штип го затекнавме со град кој има помалку жители од 1941 година, ако градот го затекнавме со едно мало без жители, тоа е еврејското мало, каде нашите евреи 535 завршија во концентрационите логори на фашистичка Германија, ако ги дадоа своите животи нашите херои од Долани, од селото Драгоево, од селото Селц, Судик, и сите оние кои беа стрелани, од селото Крупиште, кој беше изгорено до темел, лично мислам дека генерациите кои денеска сме овде, мораме постојано да мислиме на таа историја, затоа што тешко се формира држава. Захариев нагласи дека Штип е лидер во регионот и дека она што е направено, оние кои ќе бидат раководство на градот под Исарот, не треба да го заборават и треба да го негуваат и надградуваат. Јас сум сигурен дека после мајната година градоначалникот што ќе дојде после мене, затоа што прав политичар не се заколва за своето столче, туку размислува дека еден ден ќе се оди. Ќе бидеме горди, а и вие што живеете во овој град, затоа што вашите пријатели, кога дојдат, а не биле пред 4 години, пред 4 години гледаат веќе нов град. Бизнисмените се мотивирани да инвестираат. Нашите професори на угада од другите градови се спремни да се купуваат тука станови. Сите вработени во Актива и во другите компании, дали е Johnson Controls, Technical Textile, што доаѓаат од другите градови, се мотивирани да купуваат станови овде. И затоа Штип е лидер во државата. Годинава наградата 8 ноември отиде во јавното предпријатие ИСАР за сиот ангажман во изминатите 4 години. Во овој период реализирана е обнова на бањата Кежовица, во тека обновата на тушевите, успешно остварување на проектите за уредување на коритото на река Отиња и така натаму. Да бидеме носители на едно вакво големо признание за јавното предпријатие значи чест, но истовремено и голема обврска. Значи сите активности со кои што јавното предпријатие се бави, да ги продолжиме со ист интензитет, дури и посилно. Носители на 8 ноемвриските признанија се службата за итна медицинска помош, приватната компанија Семак Фешн, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, која одбележува 70 години постоење, како и дуото Грациозо составено од доктор Невенка Дуковска и магистер Кристина Палија. Оваа награда представува за нас еден дополнителен стимул да можеме да ги извршуваме подобро нашите работни задачи. Инаку пред 40 години библиотеката ја има добиено 8 ноемвриската награда за проектното решение за изгледот на самиот објект, меѓутоа ова многу ни значи. Оваа награда ја посветуваме пред се на нашите читатели, затоа што ние постоиме за нив, секако на целиот тим од библиотеката и на сите мои предходници, кои помалку или повеќе дале свој придонес за успешно функционирање на установата. Има целосно доверба во нас и ни ја додели оваа награда во областа на културата за афирмација на оваа општина, надвор низ другите градови, но и надвор од Републиката. Ние годинава и изминатите години имавме чест да настапиме на сцените низ Австрија, Словенија, Шпанија, Италија, дури стигнавме до континентот Африка, имавме турнеа низ Мароко, каде што имавме неверојатни концерти и годинава се надеваме ќе продолжиме исто така да оправдаме наградата и да настапиме во уште повеќе вакви настапи, фестивали и концерти. Изминатите 2 години учествуваме на Штипско културно лето. Се надеваме дека и оваа година ќе ви се представиме со изморедна програма.
Во своето обраќање на свечената седница, председателот на Советот доктор Владко Миташев укажа на потребата од заедништво во овие пресудни мигови за земјата. После свечената седница беше отворена традиционалната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Штип во фојето на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Друштвото постои 49 години, а до година, значи, славиме 50 години јубилеј од постоењето и нова 49 годишна изложба со две дела скулптури во материјал бронз. Мојот начин на изразување, мојот стил на изразување е еден абстрактен геометризам, кој што во едната форма е представена фигурацијата, а во другата асоцијативната форма. Ова година јас учествувам само со едно дело, именувано како крајовидение. Ако нешто значи зборот, тоа е тоа. По повод честувањето на Денот на ослободувањето на Штип 8 ноември беа промовирани и докторите на науки.